ние се селиме во селото Челопек во Старо Негоричане, каде екипа на МВР се уште прави увид, се трага по жената која исчезна вчера во пожарот, а незиниот животен сопатник сведочи дека таа не успеала да ја напушти куќата што ја зафатил пожар. Таму Александра Филиповска. Александра, кои се последните информации? Наташа, тука во Челопек багерите ја срушија речиси цела куќа, меѓутоа нема ниту трага до овој момент од 60 годишната Стојанка, за која што незиниот животен сопатник Борис Димковски 80 годишен возрастен човек од село Челопек, тврди дека вчера не успеала да побегне од пламените јазици кои што направија пустош тука во селото и уништија, односно целосно опожарија речиси 3 куќи. Увидна екипа на МВР повеќе од 5 сати трага по телото на исчезнатата во моментов како што се води жена, 60 годишна жена од Челопек, меѓутоа разрушени се 2 простори, таму немаше ништо од неа. Потоа инспекторите наредија багерите да рушат и во местото каде што го чувале добитокот под предпоставка дека можеби излегла таму да помогне на добитокот, меѓутоа и таму не беше пронајдена. Во моментов се, како што гледате, се руши последниот дел од куќата, последната соба во која што постојат сомнежи дека можеби таму избегала од пламените јазици. Инаку инспекторите истражуваа и наоколу, иако жената била помалку подвижна, сепак истражуваа да случајно излегла надвор, па го истражуваа и околниот терен, меѓутоа како што кажав, тело воопшто не е пронајдено. Инаку, незиниот сопруг уште утринава кога нашата екипа дојде тука во Челопек, не пречека, дел од ноќта малку преспал кај комши и повтори дека не можел ништо да направи, бидејќи пламените јазици се ширела толку брзо и тој не можел да помогне на неговата животна сопатничка и тврди дека таа ја останала внатре во куќата. Тоа го тврдат и нивните први соседи, чија куќа е исто така опожарена. Тие настапија со обвинувања кон пожарната единица дека дошла многу доцна и неопремена, тотално неопремена за да помогне. Ги обвинија дека поради нив се случила ова голема трагедија. Меѓутоа првиот човек односно командирот на противпожарната пак на Старо Нагоричане во изјава за Телма тврди дека пожарникарите воопшто не знаеле, односно не им било кажано дека внатре во куќата има човек. Предлагам тука да ги слушнеме нивните изјави. Ја неколку пати вртев. Еве возило е испратено. Организирајте се таму. Каде ние 2 куќи, оба двајца стари, ја ева идам. Абе викам, немаме како. Па што ние да ви помогнеме? Доше шут, без капо, без ништо да ми гаси куќ. Што ќе ми гасиш, още му извади? Треба да има категу, треба да има заштиту. Оно нема ништо. И ќе ми гаси куќ. Викам, жена е тој, гаси куќ, не може да приде до огањ. 10 метра може да приде до огањ. Како не може да приде, има топ. Пожарната екипа од Старо Нагоричане за неполни 15 минути била присутна тука на теренот кај куќата. Беше повикана ТПП Куманово со 2 возила, мислам, или прво едно, потоа уште едно. Дејствувано е со 3 пожарникари на лице место, со опрема. Дејствувањето се одвело така што немале информација дека внатре има жена во куќата. Се додека оној момент не се срушил кровот од куќата. Значи, не бевте информирани дека има човек внатре во куќата? Се додека траело гаснењето, никој на пожарникарите не ги информира дека внатре има човек во куќата, се додека не паднала кровот од куќата. Првите соседи на Борис Димковски пред камерата на Телма сведочеа дека тука можело да се случи уште поголема трагедија, односно соседот бил помалку подвижен и бил заглавен во соседната куќа подолг период, него го спасувал неговиот син кој дошол од Куманово. Кажа дека последно ја виделе жената како излегува надвор, меѓутоа потоа не знаат што конкретно се случило. Предлагам тука да ги слушнеме нивните изјави.
Во текот на вчерашното попладне, околу 15 часот и 10 минути од страна на полициски службеници од полициското оделение Галата, лишен е од слобода 32 годишниот Л.А., државјанин на Република Албанија, кој легално престојувал во државата и тоа поради постоење основи на сомнение дека подметнал пожар над гостиварско пожарене и тој ќе биде задржан во полициска станица за понатамошна постапка. Едно лице е осомничено и за пожарот кој пред 3 дена настана во Старо Нагоричане. Предизвикувањето на пожар, без разлика дали е намерно или од небрежност, невнимание, представува кривично дело кое се санкционира со соодветни поднесоци и за кое е предвидена дури и затворска казна до 8 години по член 227 од Кривичниот законник, зависно од видот на пожарот и од другите околности и последици. Во ноќните часови, во доцните ноќни часови беше изгаснат и пожарот на Водренак, но сега во утринските часови повторно се активирана кај селото Желјувино и Алјинце. Екипите на противпожарната единица се таму на терен. Екипа има од Македонски шуми, имаме доброволци од општината кои што со џип се отидени и армијата на Република Македонија, мислам дека со 15 или 20 припадници се на терен. Инаку, Наташа, како што можевме и да слушнеме, обвинителство потврди онаа информација која ние имавме дека едно лице е осомничено дека може да го подметнало пожарот тука во село Челопек. Неговата изјава била негирање, меѓутоа се собираат докази за да се види што конкретно тука се случило и како настанал овој голем пожар. Инаку пожарните единици, полицијата, армијата се уште тука. Она што можат и гледачите да го забележат, тука дува страшен ветер кој допринесува повторно да се распламтат дел од веќе изгаснатите делови од пожарот. На неколку пати се интервенираше, паѓаат и гранки од опожарени дрвја, тоа може да го заприметиме позади нас. Нашата екипа останува тука и со целосни информации се јавуваме во следното издание на вестите, доколку има потреба, доколку има некакво епилог од овој увид на МВР, ќе се јавиме и во овие вести. Александра, со оглед дека ги слушнавме изјавите од МВР и градоначалничката на Старо Негоричане, кои се реакциите на роднините на жената која што исчезна во пожарот и по која што се уште се трага, ти ги сними и разговараше со нив? Да, Наташа, роднините кои утринава уште ги начекавме, дојде од Бојановец, Србија, беа револтирани зошто толку се чекало, односно не се интервенирало на време за да се спаси човечки живот. Беа исто револтирани дека увидот на МВР доцнеше со сати. Они беа до пред некое време тука, па предлагам да ги слушнеме и нивните изјави. Стојанка ми е од тетко сестра. Роđена сестра од тетке. Ови јави што се случи? Јавила ни е, njena сестра живи у Петровац, код аеродром таму. Синоќ ни е јавила, ујутро смо дошли одма да видиме. Надлежни некој ве контактира нешто? Не. Ни од држава, ни од нико. Само njena сестра роđена, она живи у Петровцу, рекao сам, и она нас je звала и дошли смо одма да видиме шта е. Што ви кажа? Ништа још се не може уđe унутра, још леш не идентификуван, дали е изгорела, дали е има неки остаци, ништа не знамо још. Наташа, како што кажав, ние остануваме тука со повеќе информации во следното издание на вестите. Да, тоа беше Александра Филиповска од Челопек, Старо Негоричане.